Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Завршија деновите на жалост, но тоа не значи дека ние и понатаму како општество не жалиме за случувањата во Кочани. Она што е трагично е дека успеавме како општество во овие 7 дена, наместо да се обединиме, наместо заедно да направиме Македонија да изгледа поубаво и да не ни се случуваат во иднина вакви работи, ние успеавме и за ова прашање да се поделиме, да го исполитизираме, да се изнахушкаме, да видиме се и сешто. Во изминатите 7 дена, кои беа денови на жалост, видовме на вистина неодговорно однесување од страна на многу политички чинители, но и од страна на многу медиуми. Видовме хушкање, видовме обиди за најдрски начини за манипулација на јавноста. Ви најавив дека денес ќе објавам информации, но очигледно излегува порано на социјалните мрежи. Видовме вчера една обука и видовме како млади студенти беа обучувани од српска инструкторка како да протестираат. И видовме како дел од нив и се смеа, видовме како која им рекоа дека не може баш да се искористи оваа трагедија против власта, тие убедуваа дека може, зборуваа против црква, против се, но тоа е најмалку важно. Не сакам да ги навредувам овие луѓе. Секој има право да искажува мислење, да протестира, да бара промени, но мислам дека во овие денови им треба многу поодговорно да се однесуваме. Немаме време да бидеме размрсолавени дечишта, треба да предлагаме политики, треба да се бориме да се смени државата, треба да се бориме да се смени системот, да биде порегулиран, да има повеќе правила. Треба да известуваме институциите онаму каде што нема. И најмногу од се, треба навистина да жалиме, а не да се обидуваме да ги искористуваме овие моменти. Вчера со мене влезе во полемика Боријан Ефтимов од иницијативата Кој е следен. Ме навредуваше затоа што сум го поврзувал со ова, иако очигледно е вчера тој студентски пленум повика на одење на неговиот протест. Ова лице вечерва има закажано протест во 19 или 18 часот. Пак ќе кажам, немам ништо против оддање на почит, протестирање, дури против власта, доколку нели сметате дека таа недоволно добро се справува со ова што се справува. Но лицемерно е кога организатор на тој протест во полиција пријавен е Боријан Ефтимов, кој е лице осудено. Да, за палењето на председателската канцеларија при шарената револуција. Еве го. Само секунда. Сега ќе ви прочитам дел од пресудата и ќе преминеме после со гостинот, затоа што не сакам да полемизирам уште повеќе. Студентот Боријан Ефтимов, на кој му беше одредена мерка куќен притвор од 30 дена поради учество во толпа која ќе стори кривично дело на протестите против аболицијата на Ѓорги Иванов, денеска беше осуден на 3 месеци условна затворска казна ако во временски период од 1 година го повтори делото. Боријан речиси 1 месец во куќен притвор, а се жалеше дека судијата не сакал да го сослуша уште пред да му биде одреден притворот. Пресудата ја добил на 18.5.2016. Значи, ова лице кое е организирало протести кои така завршија, сега треба да очекуваме од него дека ќе биде прибран, дека ќе ги почитува жртвите, дека ќе ги почитува нивните родители. Веднаш откако беше осуден, по промената на власта во 2007 година, СДСМ смени закон со кој се укина директно гласање за студентски лидер и Боријан Ефтимов го постави да биде студентски лидер преку делегатски систем. Значи, замислете, укинаа демократија за да го инсталираат него. И ова не му пречеше на никого. И сега наеднаш 7 години подоцна истиот овој кој палел председателска канцеларија, сега наеднаш тој е тој кој треба да повикува на стандардни во општеството. Истиот тој кој
се укина демократија за да стане студентски лидер. Вчера почна да ме навредува. Колегите од Радио Лидер објавиле за него, му вратив 7 години СДСМ не успеа да најде никаков проблем во финансирањето на овој медиум, а тој ме обвинуваше дека јас сум земал пари за него сега да го демаскирам. Нек имавме и други шарени, ги кажавме и тие кои протестира. Имаме уште еден учесник од шарената револуција ово утро овде со мене. Или не бевте вие? Не сум, не бев. Бранко Ристов, председател на Совет на општина Карпуш. Так. Како не? Не бев јас учесник во шарената? Не бевте тогаш дел од левица? Бев, јас одбив да учествувам во шарената. Јас учествував во протестите што претходеа на шарената, ама на шарената не. Бев на 1-2 протести максимум, видов дека малце театар и се повлеков дома. Ристов, видовме еден младинец од левица вчера. Ја погледнавте ли снимката? Го познавате ли? Да, и двајцата ги познавам. И кој? Другиот дечко, тој Ѓорги, беше член, мислам дека веќе не. Ама беше и тој член. Кирил е се уште. Што мислите за онаа снимка? Како човек кој не можам да кажам дека Бранко не е левичар, сега дискутиравме претходно. Имавте сериозни критики кон власта, но што мислите за оној за самото тоа видео и начинот на кој се разговараше таму? Искрено кажано не сум изненаден, тоа што највеќе ми изненади е дека од Србија комуницираат. Не знаев дека левица тргнала против Вучич да размислува, ама ништо страшно и тоа е легитимен став. Нажалост, кај нас има една голема тенденција на лешинарење политичко. Моментот кога ќе се случи нешто трагично, луѓе се нафрлаат да се добијат као политички поени и мислам дека тоа е една од големите причини зашто не може да се стигне до некоја си промена. Наместо конструктивно да се учество се научат лекциите, нели, од грешката, трагедијата, кај нас кој прв ќе обвини некого, кој прв ќе побара оставка, кој прв ќе измисли приказна и едноставно се маргинализира суштината на проблемот така. И не сум изненаден. Оние 59 млади луѓе кои почина, фала му на Бога што другите сите се живи, оние повредените, иако има се уште критични. Се жртви на сите политички опции до ден денес. И на онаа листа на притворени гледаме луѓе од скоро сите политички партии. Ма така и треба. Реално, тие што се приведени, против кои што има постапка. Тоа не значи дека тие се осудени однапред. Мислам дека малце се претери со реакции, ги уапсиле обезбедувањата. Не ги уапсиле. Има постапка која што они се инволвирани во постапката. Мора да заврши истражната постапка, дел од нив ќе бидат ослободени, за дел од нив ќе почне судски процес за да бидат дали ослободени. Треба да се утврди одговорност. Треба да се креираат дела. Ние не знаеме. Например, не знам, они од Министерство за економија или градоначалници, тие не може да одговараат директно за убиството, но тие имаат други кривични дела кои ја довеле ситуацијата до овде. Всушност никој не може да одговара за убиство затоа што е несреќа, но газдата на објектот кој не е исполнувал стандарди, тие со пиротехниката и така натаму, тука веќе може да има сериозна кривична одговорност и затворски казни над 20-30 години, сега да не преюдицираме, но треба малку луѓето повеќе да ги интересира како да немаме во наредниот петок пак ваков случај, знаете. Ние забораваме на сето тоа, знаете, поминаа денови на жалост, утре ќе отвори Интермецо у Скопје, утре ќе отвори овој објект во Кочани, тој во Велес, тој во Берово, тој во Кавадарци, пак ќе почнат да работат и така натаму. Како да го избегнеме ова? И она што е најтрагично, ги видов сите овие, извинете што сум вако отворен, може би не доликува и од моја страна во овие денови, но ги видов овие отворени хушкачи, како шират лажни вести, над 100 биле загинати. Полицијата заклучила врати, ова било, она било, знаете, но не видов бе некој нормален да излезе и да каже луѓе, затворете ги сите ноќни клубови, се додека не се воспостават нови стандарди, со нов принцип на
на регулатива како тоа ќе се следи и потоа отворете повторно. Ја не видов еден да го каже тоа. Ја не видов еден да предложи политика. Не видов еден да има конкретно барање кој е надвор од ова дневно политичко хушкање. Мене тоа ми е проблем. Јас затоа се расправам со овие луѓе. Знаете, еве, Ристов, ти си од општина. Како општините би можеле да придонесат да не се случуваат вакви работи? Кои се надлежностите кои во овој момент ги имате? Има опција за инспекција, ама пак ќе кажам, општината не може да пресече, може само да прати дописи, понатаму институциите си одлучуваат. Кај нас е делува кој да е бирократизиран на процесот, затоа што треба повеќе потписи од повеќе институции, ама фактот е дека тоа сите тие потписи праѓаат без сериозни проверки. И факт е дека ради тоа стигаме до купиште објекти кои што не исполнуваат услови. И еве, не се само кафичите, имаме и зградите. Јас пораста во Капиштец, каде што во зградата имаше на секој спрат хидрант, црево, ПП апарати, тоа било од Југославија останато. Сега веќе тие не се таму. Првото реновирање се отстранети. Ние, значи, колективно имаме одлучено дека стандардите не мора да се придржуваме до стандардите. И кога се слушнал некој да пријави дека има отсуство од противпожарна мрежа во зградата, никој не пријавува такви работи. Не, сега требаше да се случи ова за нас да ни донесат по зградиве ПП апарати. Така. За кои сме платиле. Така, и мене највеќе ме плаши дека оваа колективна трагедија некои луѓе сакаат да третираат како секој чудо 3 дена. Овој пат не сме да си го дозволиме тоа и колку што гледам, има од поголемите партии има коректна реакција. Ја прв пат да слушнам Филипче и Мицкоски да имаат малтен истата изјава. Кој сака нека одговара закон да расчистиме случајот. Сега, под нив двајца, тука веќе е... Имаш од двете страни структури кои се спремни да ги искористат мртвите тела. Ама катастрофа е тоа. Значи, едните пробуваат да хушкаат, другите пробуваат да вршат супресија на народен бес. Луѓе мора да разберат дека после ваква трагедија, ние сме немале ваков случај во држава. До сега сме немале. Може би некојаш одамна, ама во мој животен век, ваква колективна трагедија не се случила. Сме имале собраќајки, сме имале жртви. Да. Добро. Случајот модуларна болница беше помалку жртви, но беше исто така страшен. И таму, за разлика од овде, имавме и една друга димензија. Таму директно државата беше вмешана, затоа што во државен објект во кој вие одите за државата да ве лечи, вие изгоревте на крај. Тоа се случи на наши недолжни граѓани. Системот не казни никого за тоа. За сега нема казнато никого, не сакам да мериме трагедии, тоа би била катастрофа. Лудо, да. Поентата ми е дека оваа трагедија беше прва во мој животен век да видам луѓе да откажуваат планови затоа што едноставно им треба време да се соземат. Луѓе кои што немаат никакви не се инволвирани со никого од жртвите или никого од Кочани, што може не познаваат човек од Кочани, пак застана и се река че ова е премногу, не се трпи. И за проблемот е што имаш нормално да имаш бескај луѓе. Не изгубивме човечки живот, имаш бескај луѓе. И тука според мене ВМРО-ДПМН ќе ги спомнам затоа што другите партнери во власта не изреагира така и јас ова не е критика према премиерот, туку према практично пониските ешелони во партијата пробуваат да направат супресија на граѓански бес. И тоа има катастрофа, грешка и тука долеваш масло на огнот и им даваш ветер во грб на сите хушкачи кои што провоцираат да ескалираат работите. Значи, нормално да има после ваква работа граѓански бес. Види, добро е да има, затоа што начинот да се издиши тоа што сите го чувствуваме внатре е тој. И јас, ја почнувам од себе. Јас би сакал и би отишол на овие протести, на овие оддавање на почит. Но, оно што не сакам да го видам, а за жал го гледам, е тоа како некој отворено, прво, преку видео снимен, со инструкторка од Србија, мада тој дијалектот е многу проблематичен, како заговара
дека треба ова политички да се искористи. Во даден момент вели ние мора да го искористиме овој настан и се смее кога го кажува тоа. Потоа гледам луѓе со кривично осудени за палење на председателска резиденција, како вечер тој е пријавен во полиција, 96-та роден, он бил студент. Има 30 години. Лидерот на студентите има 30 години. И сега он организира протест, а има кривично досие дека ја запалил канцеларијата на Иванов. И сега јас се прашувам, ако отидам јас вечер на протест да одадам почит, да го изразам мојот бес, кој е заснован и реален на ова случување, јас што ќе бидам во уште еден обид за дестабилизација на Македонија и ќе бидам топовско месо во рацете на некој кој сака да лешинари на ова што се случило. Ја немам проблем со протестиве. Еве, имаше вчера во Кочани, луѓето излегоа и секој ден треба да излегуваат. Тоа е како една протести, овие собери треба да бидат една колективна психолошка терапија, како да кажам. Но не сакам да видам кршења, не сакам да видам превртување на автомобили, не сакам да видам нови пожари во кои некој ќе загине. И на крајот од денот, ова е врвниот аргумент кој тие не сакаат да го чујат. Ако вие толку се грижите за овие луѓе, нема да правите вакви тензии. Зошто? Затоа што секој едно амбулантно возило во овој момент не е потребно. Ние се уште имаме луѓе кои се згрижени и луѓе кои се критични. На некој ќе му треба транспорт, некој ќе треба да биде негде однесен. Ако ја правите вие вакви собири кои имаат безбедносен ризик, а благодарение на тоа дека човек кој е запалил канцеларија, ова е заведено како безбедносен ризик согласно правилата во Македонија, сега вечер ќе има 3 или 2 или 5 амбулантни возила на плоштад кои не можат да им служат на оние за кои вие протестирате. Има една низа на работи која е проблематична. Да, оддавање на почит, да, студенти секоја чест. Мислам, младите мора да реагираат. Но не вака. Искрено, ја не се сложувам со тебе комплетно, Натали. Не, слободно, ќе дебатираме, мислам. Да, јасно. Прво и основно, мене лично не ми пречи кога протести завршуваат со кршење или нешто такво. Ова не сакам да звучи лошо, него едноставно сум бил присутен на протести и јасно ми како стига до таму. Луѓе се гневни, вообичаено протестите завршуваат пред викање пред празни згради као влада во сабота во 5 нема никој внатре. Дама, повеќето се смешно, повеќето протести се одржуваат во сабота пред влада попладне. Протестираш против ништо. И се дереш на оградата и на полицијата, разбираш. И ради тоа чувство често знаат и да ескалираат. Тоа се материјални штети. Материјална штета се надокнадува. Тоа да бидеме на чисто. Губење на демократијата при ограничување на протести, тоа е веќе проблематично. Проблемот зашто луѓе според мене веќе не сакаат да протестираат, еве јас сакам да излезам на протести да барам одговорност за трагедијата. Сакам сите, без разлика на партија, етникум, било што, сакам сите што биле инволвирани сгрешиле да одговараат согласно закон. Ја ќе тем на протести, него ќе ми бара оставка од Панчо Тошковски, например. Така се викаше министр. Да. Тоа е сега популарно да се бара од него оставка. Кој ги одредува тие барања? Тоа автоматски станува веќе не само политички, секој протест е политички, станува партиски. И тука веќе е проблем. И затоа луѓе веќе се резигнирани од протестирање. Затоа што секој пат кога излезат на протест, некој пробува да ги искористи за да си дава партиска димензија на протестот. И тоа е исто големиот проблем со снимката. Протестот за францускиот предлог. Еве се најотворено ќе кажам, нели? Еве според Боријан Евтимов, господинот, јас сум ВМРО-вец. Протестот за францускиот предлог. Ја отидов еднаш со сопругата, отидовме разочарани. Ја кога видов дека две политички партии тогаш, едната ВМРО ДПМНЕ, која се е на власт, а другата левица се обидува после сториња става по нивните партиски профили и така натаму. Јас се погледнав ми, викам, извинете, јас не сум тука ни за ВМРО, ни за левица, јас сум тука затоа што сум разочаран од ова уништување на европската иднина на мојот народ со
со етнички, нели со историски прашања. Еве, најотворено кажу, најотворено ги критикувам, ако сакате. Двете политички партии, што сега треба вечер да отидам со жена со дете, да протестирам, односно да изразувам поддршка, да се солидаризирам со ова што се случи, кое го чувствувам, сите ние имаме деца. Сите ние размислуваме каде ќе одат вечерва. Ја прво нешто викам, дали у градинка кај што оди исполнуваат стандарди. Веќе тоа знаете како, сегде ни навлезе. Но прашањето е дали сега треба вечер да отидам за да ме стаја Пасиев на стори кај него, дека еве народ се крена, бара оставка од Панчи или бара ова или бара она. Затоа ли да одам вечерва? Ја тоа прашање си го, не сум штрайк брейкер, не ништам демократија, но ве гледаме што правите цела недела. Се што да правам ја? Не сум будала да не сватам дека вие цело време ја носите работава кон оваа. Прво се 3 организации, 2 се студентски, не знам, НСС па и студентски пленум, една е кој е следен, во суштина сите 3 заедно работат и вечер треба сите 3 да се обединат. И веќе го гледаме тоа како едни ве повикуваат да се оди таму, на Фейсбук имаше од Сабајле. Значи ова е јасно дека станува збор за припремен план со инструктори од странство, со се живо. И сега ја треба да бидам статист во нечие шоу. Извинете, ако некој е будала да ви биде статист во шоуто, во лешинарското шоу, ја не сум. И то може да ме плюкате колку сакате, може да ме наречете најголем ВМРО-ец. Иако пак ќе кажам, и оваа влада за овој случај мора да направи сериозни истраги. Еве, например, ова со УЈП. Добро забележал некој наш слушател. Тој објект бил затворен во декември, но потоа за 2-3 дена му била искината пломбата. Треба некој од УЈП да одговара доколку не го санкционирал тоа. Зошто се случило тоа? Сега си има таму. Дали подрачен, дали државен. Еве, повик, ви благодарам за ова, да се прошири истрагата. И истрагата ќе се развива како што ќе се развива. Јас не сакам да преедуцирам, ниту пак да се мешам во таа работа, зашто немам искуство едноставно во истражни постапки, никош не сум го работел тоа, не сум стручен, не сум ни студирал таа тематика, така да како тераат ќе видиме. Според мене судењето како институциите работат е прерано сега во моментов. Треба видиме што случаеви ќе дадат во суд, како ќе тера. Во моментов имаме колку? 3 градоначалници во притвор. Види, да, 3 градоначалници во притвор затоа што овозможиле да работи овој објект. Некои велат дека и добро е што градоначалниците се во притвор, иако според некои да речеме излегуваат документи како еден од тие градоначалници всушност пишува во државните институции дописи дека треба да го затворат тој објект. Зборуваме за оној од Европа 92, како се викаше, Радко. Не го браниме, можеби има и вина, па сега си го вади тој дел, нели, како позитивен за него. Но добро е да бидат од притвор освен поради ова и поради можноста за линч, затоа што некој таму изгубил деца. Да. Тој сега не може да размислува рационално. И може да се деси се и се што во овој момент. Токму затоа треба да ги решиме тензиите и да постапуваме сите зрело, а не детинесто, а не да се обидуваме да искористиме несреќа, затоа што има луѓе кои најмилото го изгубиле таму. Секој од нас, никој не може да биде рационален кога ќе го изгуби најмилото. И токму затоа ние не смееме да додаваме искри. Токму затоа треба да бидеме разумни и рационални, затоа што не ни требаат повеќе лешови. Ја видов луѓе кои милион постови напишаа во секунда како да беа среќни од ова што се случува. Значи, како да имаат потреба од нови и нови лешови. Реално, нажалост, според мене тоа е и точно. Кај нас партиите го изгубија чувството на државотворност, едноставно. Сега се близко локалните и апсолутно има партии и политички фигури кои што се трудат трагедијата да искористат да се изголемат гласови за престојните избори. Тоа е неизбежен факт и нажалост мојата бивша партија тука предничи пред сите, додека луѓе изразуваа жалост, додека луѓе вика кој изгрешил, нека одговара, дури да е наш. Првите луѓе кои што се огласија беа
Левица и Дуј. Дуј си го бранеа својот, Левица бара оставка од истиот човек што бараат оставка од моментот кога стапнат на функција. И тоа е као изжвакана лента едноставно веќе. И жално што се користи настанов за акумулирање политички поени, највеќе заради тоа што се банализира трагедијата и така едноставно стигаме до ситуација каде што не се решава ништо. Ако Драган Павлович Латас е автор на терминот соросоиди, за мене многу лош термин, затоа што кон одредена групација активно околу невладините организации, нели, има еден нечовечки однос, не ми се допаѓа терминот, тогаш Димитар Апасиев е автор на терминот сороспии. Тоа е неговата верзија на, за да не биде нели поврзан со Латас, но како завршивме сега повторно заедно со сороспиите, според него, според мене, достоинствени луѓе кои нели имаат одредени ставови со кои понекогаш се поклопуваме, понекогаш диаметрално се разликуваме, но како наедна стана толку повторно близок, па со сите овие невладини организации, условно кажано, ќе оди на протести, како тоа големиот руски човек Димитар Апасиев сега наеднаш со оние контра Вучич, што е дали па можеби овде излегува дека и русиве сакаат да прават протести во Македонија преку него, затоа што сме членка на НАТО. Не, но еве едно прашање, како тоа со оние кои до вчера ги нарекуваше сороспии и со најпогрдни зборови ширеше за нив говор на омраза, нешто што Љупчо Златев не го направил. Драги мои, како тоа сега наеднаш се споија? Враќање на корените, вале. Во моментов раководството мислам дека скоро сите, освен, не знам, сигурно има некој што не бил, а повеќето лебот го има зладено преку невладени. За тоа добар дел од президиумот. Мислам дека сите имаат, скоро сите таму имаат почеток политичката кариера преку невладени. Добро, тоа не е ни проблематично. Невладините се значаен дел... не е проблематично. Значи, невладините се значаен дел од општеството. И јас сум почнал кариера во невладини. Значи, окей е тоа, не е тука ништо, но мене не ми пречат никој од тие действија, идеологии, ставови што ги имаат. Например, сега ми зборуваат таму подпредседателка у тоа кој е следен била некоја радикална феминистка. Ја велам, па што ако е? Има право жената да размисла. Мене не ми пречат нивните ставови, вредности, погледи. Секој може да има секакви ставови, вредности и погледи, се додека него нарушува правото на другиот. Она што мене ми смета, искрено, е тоа што се обидуваат медиумски, се обидуваат, и очигледно е ова видео вчера го потврди тоа, се обидуваат да злоупотребат смрт. Мене не ми е, знаеш, не е проблематично ако некој мисли дека треба да има ова или она, и пази го оној муабет, која велат, абе знаеш, ние не треба да се поврзуваме со ЛГБТ агендата. Зошто да не се поврзуваме? Што има лошо тоа некој да е ЛГБТ? Што има лошо? Што наеднаш тоа стана проблематично? Или пак која ќе ама зошто? Затоа што нели хушкачите со политичка агенда, они сакаат да соберат луѓе од сегде, па нив им требаат и радикални десничари да отидат тамо, затоа што пат навијачи по можност, затоа што тие се нели најагресивни, најхрабри, и сега ние не мора да се прикажуваме дека сме за ЛГБТ. Еве, не, тоа пиаровски пристап е тоа апсолутно, затоа што ни левица веќе со години таргетира кон десно ориентирано и по-конзервативно гласачко тело, и за нив тоа би било апсолутен пораз кој би се поврзувале со ЛГБТQ движења, и 99% сум сигурен дека ради тоа се избегнува било каква таква конотација, затоа што гласачкото тело веќе не име лево ориентирано, него баш напротив по-конзервативно гласачко тело таргетираат со години веќе. И сега таков шифт би било губење на гласови наместо добивање. Плюс мислам дека они си имаат и некој си одреден, дали официјален или неофицијален договор, не знам, не сум веќе во структурите, ама да не се мешат во гласачките тела со СДСМ. И тука веќе они, знаеш, си делат. Вие ќе таргетирате ова, вие ќе таргетирате тоа,
левица во моментов целта им е да направат условно речено штета врз десното гласачко тело да им земат на ВМРО ДПМН, а СДСМ да пробат да си направат некоја си реконструкција во следниот период во нивното гласачко тело и мислам дека имате договор да не се мешат. И затоа таквата реакција, не смееме да се мешаме во ЛГТБ прашање. Ама, знаете, ова е за мене е проблематично. Јас сум еден од оние кои најмногу му забележуваат на условно кажано левото СДСМ затоа што не донесе ниту еден закон со кој ќе се подобрат условите на ЛГБТ луѓето. Тие се реалност како сите нас, тие плаќаат даноци и придонеси како сите нас, а сега не можат пензии да си земаат меѓу себе и така натаму. Но претеравме, мислам, Бранко, со овој пиар пристап. Сите наместо знаеш како, ова и на десно е ист проблемот, односно и кај власта може да се детектира. Имено што е главниот проблем? Кај нас политичарите многу повеќе се грижат за нешто како изгледа од тоа како е. Зошто го тврдам ова? Наместо да земете да им ги подобрите условите на живот за сите овие групи, вие гледате дали тоа ќе ви донесе рейтинг или нема да ви донесе рейтинг. Зошто го тврдам ова? Сега ќе бидам малку брутално искрен со македонската јавност. Доколку една недела пред овој настан, власта се обидуваше да воспостави стандарди во угостителските објекти. Доколку ги затворија сите дискотеки кои не почитуваат правила, вклучително и ова. Дали ние ќе видевме незадоволство од типот еве ни го уништуваат ноќниот живот, еве ни уништуваат забавата, еве дали ќе видовме соопштенија дека ВМРО прави како се вика агресија врз не сака млади луѓе да се собираат на едно место и така натаму. Ќе го видевме ли? И тука стигаме до за мене суштината на проблемот. Луѓе кои се кандидира за политички функции. Тоа би требало да се луѓе кои што конкурираат да ги вршат тешките и непопуларните работи. Има една стара шала зашто до Иран нема канализација, зашто никој нема да гледа ако ја направи. Кај нас тешките работи политичарите одбиваат да ги прават, зашто таму се губи поени или не се добива ништо. Иако се подобрува животот на граѓаните, тоа не перцепцијата е дека нема добивка во тоа, затоа кај нас политиката се сведе на пиаровско гладиаторство на некој начин. Кој повеќе ќе навреди, кој повеќе ќе испцуе, кој ќе биде најагресивен во пристапот и луѓето кои што сакаат да сработат автоматски се повлекуваат назад. Разбираш, значи кај нас време е да има власт која што ќе ги направи тешките одлуки. Јас се слагам. Во Кочани тоа мислам дека ако не се лажам тоа е единствената дискотека. Ако пред месец дена ја затвореше заради неисполнување стандарди, имаше луѓе што ќе обвинуваат зашто не ја затвори пред 3 години истите стандарди не ги исполнуваше. Зашто не ја затвори пред 10 години истите стандарди не ги исполнуваше. Ама такви станавме. Не бевме секојаш, можеме подобро, ама во моментов ние сме тоа. Ние сакаме да се регулира се, освен тоа што нас не одговара. Тоа што нас не одговара, сакаме да не е регулирано. Никој да не го чека. Ја пак е дека проблемот е првенствено културолошки. Запрашајте се колку од вас, ако не слушате во моментов у кола или ако претходно сте били или после ова ќе влезете во кола независно, колку од вас имаат стајано појас? Од тука почнува прашањето. Или имате купено од Лукоел оние лажњаците за 150 денара. Или пак колку од вас кои не слушате во овој момент сте се запрашале не знам дали може би со тоа што пушам цигари може да предизвикам пожар негде. Или колку од вас кога се возите у кола и вака у тревник сте фрлиле цигара. Има многу работи, но секојаш одговорноста почнува од нас самите и ние не може да станеме подобри луѓе се додека не се погледнеме во огледало. Добра. Не, тоа со индивидуална одговорност малку е без врска, искрено кажам, јас од секој сум го мразел тој муабет. Демек
Има еден мит дека македонец кога иде во Германија е културен, кога се враќа во Македонија не е. Демек фактот е дека тоа врска нема. Кај нас наши луѓе во Германија не фрлале пикавци. Не фрлат пикавци, што во Германија има канта на 50 метра. Пробај тука да не фрлиш пикавец на улица. Ки се вратиш дома со цела кутија во во джеп. Те разбирам. Власта апсолутно има обврска да обезбеди услови за следење на правилата и прописите. Кој направил во Македонија протест пред како се вика комунално во Скопје да побара повеќе канти. Кога граѓани сте виделе вие во последните 30 години да се соберат цело мало пред зграда и да тропаат со тенџерини затоа што немаат канти. Па не. Ја затоа велам, ја не викам дека сега ние сите сме стока и системот. Знаеш како, кога го критикуваме ние системот е наше огледало. Многу често. Добро. Овие луѓе кои ние сме ги бирале, кои ги направиле овие услови, овие ние сме ги гласале. Знаете? И оние тука ќе направиме на пауза, сакам после да предискутираме. Во Србија на протестите велат техничка и експертска влада да имало до избори. Ја на Запад нигде не сум видел, а ние го имаме тоа нашето законодавство, технички и експертски влади. Нигде нема. Тоа е недемократски да постои. Недемократски е, еве и сега ова пред избори, нели, пред наредните парламентарни избори што ќе има и претходно што имаше, нели, ВМРО министри и така натаму, доверба во процесот. Недемократско е да владае некој кој не е избран. Истото и со технички, излезе уште некни на Канал 5, не беа вториот дел по трагедијата, излезе еден дечко кој не му го заборев презимето, кој кажа вели да има експертска влада што ќе владае со Македонија, тоа требало да бидат барањата на протестите. Јас се гледам сега и викам, добро, ма кој ја гласал таа? Вие сакате демократија или и нели, патем уште едно прашање, кој дава сертификат за тоа кој е експерт? Кај може вие да се сертифицирате за да учествувате, нели, во таа влада? Еве, ја имам високо образование во странство, многу сум образован, сега ја треба да бидам дел од експертска влада. Кој ми го дава сертификатот за експерт мене? Истите тие луѓе не би гласале за експертска влада утре ако е на избор на ливче. Тоа да се разбереме. Значи, вообичаено опозицијата има тенденција да бара експертска влада, ама никогаш да не ги предложува тие експерти на избори. Затоа што сепак власт црпи легитимитет од изборите, така? Експертска влада би немала никаков легитимитет. Тоа може да е само техничка природа. И тие барања се најлесни за кажување затоа што звучат паметно, ама имаат билион проблеми. Кој одлучува кој е експерт? Кој одлучува кој од експертите би седнал на фотелјата? Што ингеренции би имал затоа што никој не го гласал. И најбитното за мене зашто да функционира така, експерти би формирале константно партии, нонстоп би добивале избори. Тие луѓе никој не ги гласа. Експерт никој не иде на гласачка кутија да гласа експерт. Не, суштината е со институциите владеат политичари, а ги администрираат експерти. Проблемот кај нас е што кај нас сакаат да воведат да владеат експерти, а пак политичари внатре партиски запослени да ги администрираат. И вие нема да имате никаков ефект. Она што треба да го сватиме, ти благодарам за сега, одиме со кратка пауза за реклама, она што треба да го сватиме, почитувани слушатели, е дека проблемот на нашите институции лежи во тоа што ние немаме експерти внатре, односно имаме многу малку, нели, со чест на исклучуци. И проблемот е тоа што 3 организации се собираат, па се преклопуваат во една, па не се преклопуваат, најавуваат протести и некој ви бара и експертска влада во истиот момент. Не сум теоретичар на заговор и немам работа да бидам тоа, но ова е сценарио кој сум го видел и претходно. Ако сте доволно глупави да ви излажат како од 2016, 2017 година, 2015 година, нема да ви пречам, затоа што Лјупчо Златев, за разлика од оние кои сега, нели, ме плюкаат јавно затоа што ги разобличувам какви им се намерите, има многу опции во животот во кој не е ни вклучена Македонија. Прашањето е дали имате вие.
САД и Русија ги почнаа преговорите за прекин на огнот во Украина, една добра вест, започна разговори во саудискиот главен град Ријад. Навистина страшно. Ние се соочуваме со оваа трагедија, како да сме гинат луѓе, како да сме во војна. Граѓаните со право се незадоволни, но тоа е што имаме. Бранко, ќе одиш вечер на протест? Јас нажалост пак се најдов во онаа ситуација каде што бев кога почна да се формира шарената, каде што не сум сигурен во искреноста на протестите. За разлика од тебе, јас не го делам твојот став, ама сепак ќе остава малце времето да покаже. Јас бев на еден од собирите претходно кога беше за сообраќајката на партизанска. Денеска нема додам. Се случува хаос едноставно со движења, особено ова со студентите вчера. И претопувањава кои се... Јас дури морав тебе да те прашам да ми покажеш мејл, затоа што не ми беше јасно дали тоа што НСС го организира ќе се случува денеска или нема да се случува, затоа што имаше медиуми кои што објавија едно, други медиуми објавија друго, испадна дека информациите едните ги црпеле од мејлови, другите ги црпеле од Facebook и од... Да, не проверивме дали тоа е автентичен имејл. И со самото тоа што предходно од НСС на нашиот медиум му стигале мејлови од оваа мејл адреса, тоа беше доказ, нели, дека станува збор за официјалната мејл адреса на организацијата. Сега, она што ние го имаме како информации во однос на овие студентски собири е дека во тие кои сакаа да прават пленум денеска, има несогласување внатре меѓу нив. Дел по она што го видува вчера се чувствуваат искористени, дел велат, дел веројатно искористуваат се, како да кажем, дел сакаат тоа да продолжи. Но тоа си е нивна работа, можеби ќе има, можеби ќе нема да си и не е ни важно на крајот од денот дали ќе има или ќе нема. Работата е дека не смее да се злоупотребува. Во однос на протестот што е вечерва, а тоа е кој е следен иницијативата. Иницијативата кој е следен е создадена по текст на Љупчо Златев. Затоа што таа иницијатива се состави по нашата објава за тоа кој е убиецот на Фросина Кулакова и кој е неговото досие. Овој медиум не пред сите, туку буквално нашето истражување го пренесува сите медиуми во земјава, и леви, и десни, и центристички. Овој медиум ја расветли таа историја на македонската јавност. И кој е следен како иницијатива е формирана по наш текст. Сега, не може да кажам дека тоа е наше чедо и им благодарам што тоа ги иницирало да преземат нешто. Јас бев на 2 или 3 сега, не се сеќавам, од тие протести на кој е следен. Затоа што таму имаше јасни цели и јасно се целеше на судството и на обвинителството. И тоа беше еден добар момент. Но каде е проблемот сега? Проблемот сега е во една друга работа. Вие сега немате единственото политичко барање кое го имаат е за експертска влада. Го изнесе на телевизија 1. Сега се соединуваат со некакво студентско движење кое видовме како функционира на видео вчера. Може да го видите сите видеото 25 минути. Кој е уствари нивен издаток. Сега, за разлика од тогаш, гледаме една друга разлика. А тоа е дека сега случајот се обидуваат политички да го етаблираат. Нешто што во овој момент не ни е потребно, луѓе. Пак ќе кажам, има луѓе, 59 фамилии изгубиле се во животот. И со ова неодговорно делување, со овие лажни вести, со овие медиуми кои пиши бриши, објавуваат дека крив бил брат му на Миле Левков, тој му бил адвокат на овој убиецот, тоа Левица го објави вчера. Излезе податок дека не станува збор за брат му на Миле Левков, туку за некое сосем трето лице кој има исто име и презиме со него, со различна година на раѓање со се. Потоа само, знаеш што направи? Само го избриша од порталот кој го пренесе текстот. А информацијата остана сегде по социјални мрежи. Што ќе направиме денес доколку отиде некој од родителите на овие 59 загинати деца и револтиран
со цела болка што ја има, го убие брат му на Миле Левков или Миле Левков. Ето, знаете како? Вашите лаги, вашите лажни вести може на крај да направат нови трагедии од оваа веќе постоечка трагедија. Ама затоа беше коректно 7 дена жалост, затоа што луѓе се во психички наставно сите ние сме на некој начин растороени од овие настани. Не можеш да очекуваш дека ќе се однесуваме логично. Затоа имаме денови на жалост кои што нажалост никој не ги многу малку ги почитува. Еве не е дека никој, имаше луѓе кои што ги почитува, ама имаше луѓе кои што не. Долевање на масло во такви ситуации знаем да биде многу незгодно затоа што луѓе не застануваат да верифицираат информации. Прво и основно. Второ, не можеш да предвидиш како човек кој што тажи за ваков настан ќе реагира. Ово ти е конкретниот пример. Не, лажна вест е, знаеш. Тоа е лажна вест. Ама резултатот од лажната вест е возможен. Па не, јас се ставам у позиција мене да ми се случила таква трагедија и да видам информација вест дека тоа копиле му помагало на овој да стигне до кај стигну, ја идам и можам да го направам тоа. Ти си го изгубил најмилото, ти веќе немаш што да изгубиш во животот. И сега, и на крај ти можеш да бидеш едно, тоа го правеа, се сеќаваш со кога пробуваат Тодоров да го убиваат дедото на малата Тамара. Со тој случај фамозен. На крај кога излегува сите работи, кога се виде дека комисијата практично обезбедила лекување и се, обезбедила одење во странство на Тамара и така натаму, но мајката не сакала да оди во Турција, она сакала во Швајцарија да оди. И сега? Шо ако тогаш го убие? Тој министер за мене е многу проблематичен, зборувам за Тодоров, но тоа не значи дека некој треба така да му наштети со тоа што го правеа. Ние повторно го гледаме истото. Мора да признаеме дека политичарите имаат и такако вина во тоа. Во моментов топката ке ВМРО, они мора да покажат, мора да создадат барем минимална доверба во институциите. Ние како народ веќе немаме доверба во институции. Немаме. За нас тоа што на Facebook ја прочитам има поголема тежина од министерот тоа што ќе каже. И тоа е систематско деградирање на функцијата и тоа се случува подолго време. Јас не одделувам кој точно е крив затоа што нема, сите сме криви. Еве, ќе те потсетам на уште еден трагичен случај. Тоа е Смилковско езеро, кој исто вака беше искористен. Се сеќавате, нели, дека беа уапсени тие терористи, уште се во затвор, фала му на Бога, но веднаш потоа излегува лажни вести преку некои новинари кои сега повторно се нели актуелни, дека всушност Трајко Велјановски го наредил убиството на тие луѓе. Мислам, нежо лудо нешто излезе тотално. Потоа излезе тогашниот лидер на опозицијата Зоран Заев, се гледаше со фамилиите, им кажуеше дека тој ќе ги уапси вистинските убици на нивните деца. Замислите колку треба да си болен тоа да го правиш. Снима прилози како се гледа со луѓето и така натаму. За потоа кога дојде на власт да се обнови истрагата и да констатира дека тие кои се во затвор се всушност убиците на децата. И сега? Еве, како се користеше една несреќа и кој беше епилогот. Сега повторно тоа шо? Знаеш? Пази, ние влегуваме во еден многу опасен круг за мене. Например, за мене е еклатантен пример за непотребна и многу погрешна партизација на трагедии беше со Дурмотурс. Сите се потепаат да обвинуваат, сите се потепаат да бараат оставки. А во суштината, дали некој спомна дека техничкиот преглед Дурмотурс сам си го вршал, например? Тоа после недела 2. После недела 2, да, ама дали тоа се реши? Не се реши. Не се реши, сега ќе се влечкаат по судови, да, можеби газдата, можеби ќе... Вчера Министерството за транспорт и врски ги казни и ми одзема лиценцата, мислам, на Дурмотурс по овој случај во Кочани, кога институциите... За транспорт или за технички преглед? За транспорт. А за технички преглед мислам дека уште од тогаш ми изгубен да сега да не грешам душа. Според мене техничкиот преглед е многу поголем проблем. Рачуните ние фактички приватизиравме работа што државата треба да ја прави. Разбираш што сакам да кажам, знам дека ти си
приватизација му одржува и на стандардите на возилата кои што ни се движат низ градот и државата, приватни лица ги контролираат, кои што ги плаќаш. Ма добро, но тие се должни да ги спроведуваат политиките, доколку да ги спроведуваат правилата, доколку не ги спроведуваат правилата, односно доколку неисправна кола кажат дека е исправна, тие треба да одговараат многу повеќе. Они ќе одговараат, ама ти не можеш да ги вратиш. Ма еве исто и со овој случај, извини. И со овој случај е лаборатот. За тоа дали овој објект во Кочани ги исполнува стандардите, ги направила приватна компанија. Сега во затвор или во притвор, односно, не во затвор, управителот, односно тој кој потпишал дека ги исполнуваат стандардите, но знаете како е? Еве, и да е приватна компанија. Државата е таа, администрацијата е таа, поточно, не министерот. Министерот креира политики. Кај нас имаме нели погрешна представа, како викаат Панче апси. Панче не смее да му се јави на полицајец и да му рече оди и апси. Тоа е кривично дело. Тоа е кривично дело. Панче Тошковски политиката на МВР ја утврдува. А апсењето си има внатре директор на БЈБ и си има полиција која одговара пред директорот на БЈБ, не пред Панче. Панче Тошковски е политичка фигура. Значи, луѓе треба да размислат кога бараат такви работи од министри. Он не може да апси. Замисли ти стануваш министер и се јаваш на командир и праќаш список кој да биде апси. Тоа не изгледа така. Значи, министерот е креатор на политики. И во овој случај, министерот ги креира големите политики, а администрацијата е таа што извршува. Каде е тука проблемот? Проблемот тука е што неписмени од СДСМ, неписмени од ВМРО ДПМН, неписмени од ДУИ прилично многу во последните 7 години, неписмени од останатите политички партии, еве сега има нели во некои институции ги води и левица во град Скопје, и неписмени од левица имаме. Од сите неписмени собрани се во таа администрација. И што се случува? Доколку некој влегол и го проверил тој елаборат, доколку и кој ќе види дека ова што е тука нема врска со тоа во реалност. И доколку тој некој потоа поднел кривична пријава преку правен сектор, и доколку го осуделе газдата на објектот, и доколку го осудиле оној кој го припремал елаборатот, може би ќе беа спасени овие 59 животи и овие повредени. Се надевам дека сите ќе излезат и оние 5 кои се критични ќе излезат како победници. Да му се молиме на Бога. Се надевам дека доколку се случеше тоа, тука е проблемот. Нефункционалноста е на администрацијата внатре, затоа што прво не знаат што треба да работат, а ако знаат што треба да работат, одбираат да пијат кафе, одбираат да уживаат во животот. Немаме стандардизација, не можеш ти да го избркаш од работа. Невозможно е денес да избркаш административец од работа. Невозможно. Тоа си го направија за да се заштитат од наводно партиска одмазда при промена на власта, направија огромна штета. Да, сега административец ако не се врши работата, процедурата да го избркаш од работа е катастрофално тешка. Малтене невозможно е да го избркаш од работа. Че ние имаме случаи ги апсат за мито, ги бркаат од работа, оно обжалува, судот го враќа на работно место. Што законот го диктира тоа. Не дека тие се тие службеници кои требало да го проверуваат. И лиценцата на Дурмотурск за како се вика за технички преглед, и лиценцата на овие кои му издале елаборат на овој во Кочани дека исполнува услови. Тие се тие службеници, административци кои имаат таа работа. Тие од УЈП се тие кои било пломбирано, зошто после се одпломбирано. Тие се вработени луѓе од список на некоја од политичките партии. И таму лежи зајакот. Таму е главниот проблем. Ние се наоѓаме пред една многу тешка ситуација. Ние како општество треба да прифатиме дека решенијата кои што мора да произлезат од оваа трагедија ќе бидат тешки за сите нас за прифаќање. Не сите решенија ќе ни одговараат на нас како граѓани, на нас како политичари, на нас како партии, не е битно. Решенијата се тешки и ќе коштаат. Прво и основно, во моментов имаме огромна дискрепанца во плати, приватен сектор и администрација. Во медиумите не е така.
У медиумите највисоки плати има у Македонска радио телевизија, кој е најлош медиум од сите. Да, и генерално сите медиуми се жалат на тоа, дека они им нудат плата вон стандардот на индустријата и они не можат да конкурираат со таква плата, пошто они се нели буџетари се на това. И имаат проблем со вработеност која сите ја плаќаме, имаат проблем со неисполнување на технички капацитети. Например, доколку сега АВМУ влезе во Радио Лидер и направи, пошто ние имаме лиценца, нели? И доколку ние провери нас лиценцата, ќе констатира дека ние имаме изнад техничките капацитети кои тие ги пропишуваат. Над. А МТВ се поти не може никаде да влезе во Македонско радио, тоа треба одма да им се земе лиценцата, затоа што техничките капацитети на Македонско радио сум влегол еднаш таму, тоа е, не знам како да ви објаснам, греота е да го видите. Да, ама обратно, другата страна приказната е дека ако сакаш да вработиш инженери, архитекти и слично во администрација, дали општина, дали министерства, почетната плата е неконкурентна со приватниот сектор. И тоа значи дека фактички ти ги добиваш луѓето кои што треба да го контролираат стандардот по кој што ние живееме, се најнеквалитетниот кадар. Или е толку многу патриот, дали државни или локал патриот, па е спремен да жртвува голема сума на пари за да помага во општината. Ти рачуни, почетна плата за архитект во општина, мислам некаде на 25.000. Во приватен сектор и 1 евра. Можеби не е 1000 евра, ама сега кој е 45.000. Така нешто, да. Значи скоро двојно повисок. Кој ќе отиде да работи како архитект во општина, да не ја контролира стандардите по кои што се цртаат дуповите, например? Ужас. За 25 кој ќе ти отиде? Луѓе кои што не можат да најдат работа во приватен сектор, или ти викам тие ретките што се ептен што сака да помогнат на општината, па е спремен да жртва 20.000 разлика, кои што се екстремно многу ретки. Што 25.000 не е неконкурентна плата, не се преживува со тие пари веќе денес. Он зима 25.000 за да не збориме дека приватен сектор веќе стигнавме на ситуација каде што кај нас касиери зимаат повеќе плата и треба да зимаат. Не. Ворете они што зимаат. Да им ги намалиме, да. Ворете они што зимаат плата. Јас немам проблем со тоа. Проблемот е што негователката во градинка зима 25, и автоматски кој интересот ќе работи на каса. За повеќе пари. А кој ќе ни ги гледа децата после? Кој ќе ни ги гледа децата после? Тоа е прашањето. Тие се тешките работи. И са проблемот кај нас е нормално ако ги зголемиш платите во јавниот сектор, ќе се потепаат од партии да се стават нивни луѓе. И пак добиваш неквалитетен кадар. И затоа викам сега ние се наоѓаме пред некои тешки одлуки, да речем пресвртница. Ние мора да одлучиме дека не само што треба да ги зголемиме платите во јавниот сектор, значи очигледно дека контролата на јавниот сектор врз што се случува во државата е екстремно битно, него треба и да се откажеме од партиски вработувања, што за партиите ќе биде ужасно тешко. Јас не знам партија што не се вработува свој. Мислевме левици дека нема, ама дојде тука. Како да не тој после го исклучува. Ете на Снежано и се качија на глава ради тоа. И вработи купче луѓе, еден не бил нивен и се откажа од неза. Со соопштенија, со клевети, со 300 други глупости. Ристов, навистина, се надевам дека ќе имаме подобра прилика да разговараме за некои други работи. Овде ние подолго време го договаравме овој интервју, но некако ни се поклопи оваа ужасна ситуација и не може да излеземе од оваа спирала која создава можеби ова е една од причините зашто сме една од најнесрекните нации во светот, која ќе видиме дека ние се постојано се занимаваме со мртви луѓе поради пропусти нечии. Тоа е тоа. Ќе компарираме ситуацијата со Србија. Таму има со таа настрешница сличен проблем. Никој не е во притвор во овој момент, но има протести против власта. Некој сака да ги прелева и овде тие протести на еден или на друг начин, но што со се ова? Ова е сценарио кој не е многу пати. Ние веќе се враќаме од таму каде што бевме, знаеш. Тоа е проблемот. Ние се враќаме од таму.
од таму каде што одат србите сега со овие протести, ние од таму се враќаме. Тоа е суштината. И сега ние сега пак треба да се вратиме назад кон сето тоа. И пак истите луѓе треба сега да ни палат канцеларии, да кршат, да пустат, да прават. И зашто да констатираме на крај? За утре да дојде некој и овие малку работи што ни останаа како држава и тие да ги продае. Наместо да воспостави систем, како велеа овие учесници од тие протести вика, ние протестиравме за да падне режимот и да се ослободи Македонија. Што се ослободивме? Станавме уште позаробени. Само го изгубивме плюс и достоинството. Го изгубивме името, го изгубивме. Добро, мене споредбите со Србија не ми се свиѓаат, искрено кажано. Не дека сум некој голем поддржувач на Вучич, ама фактот е дека студентите што протестираат во моментов не биле доволно возрастни да сватат што беше Србија пред Вучич. Не се доволно возрастни. Не е тоа критика према нив, ама само да кажам дека они не знаат што е направено во текот на неговото владење. Значи, затоа и протестите се битни во контекст на барање. Затоа со оставки не се леташ, него бараш системски промени. Значи, тоа со натрешницата кај нив беше стварно катастрофа. Ама воочено е корупција, фушерајско работење, сакам да мислам нека ќе одговараат тие луѓе таму за тоа. Ама студентите веќе не го бараат кај нив тоа. Ја искрено кажам, српските протести веќе не ги разбирам толку многу. Да, веќе стана, па не, и тука имаше таква фаза кога протестира само за да се протестира, знаеш. Ние го видовме тоа во одреден дел од шарената револуција. Го видовме така. Да, они протестираа само поради тоа што беше јако да се многу луѓе се оженија благодарение на тие протести. Ја им честитам, дел од нив имаат и деца здрави, живи да им си така натаму. Но суштината е дека тоа стана као, знаеш, помодарство. И сега повторно сакаат да ни го наметнат. Тоа и мене тука ми смета. Извини дечко, тоа што ти вечер ќе излезеш и ќе дивееш, нема да го реши проблемот. Тоа што ти бараш оставка од Панче Тошковски, утре да си отиде Панче Тошковски. Утре, сега вика, ја гледа емисија, води, вика си дам ја отказ, оставка. Цела влада Мицковски да ја смени. Еве, утре денес Мицковски цела влада да одлучат, ние више не може да се расправаме со ова, се повлекуваме. Добро, и утре решена проблемот. Ни приближно. Кој ќе биде Ана Чупеска министерка за внатрешни работи, ќе се реши проблемот. Обавезно важи. Нема проблем. Тогаш веќе нема да се знаеш, проблемот ќе остане. Мене ми е жал, искрено кажам, кај нас студентите, сваќам дека се инспирирани од Србија, ама падна во една, ја би го нарекол замка. Фактички трагедијата не е замка, изманипулирани се. Зошто? Ние во Македонија, сега пази, овде сега нема да им се допадне они на ВМРО ДПМН. СДСМ кога дојде на власт, прво што направи ја укина демократијата во студентското организирање. Пред тоа имавме ситуација, политичките партии бираа лидери на избори и тоа беше исто како државни избори, само што партиите агитираат тогаш за студенти. Да. Имаше ВМРО свој кандидат, СДС свој кандидат. Така, некојаш победуваше ВМРО, некојаш победуваше СДС, иако ниту кандидатов од еднава, ниту од другава опција, никогаш не кажуваше, нели, дека тоа е ВМРО и СДС. И гледавме таму хаос, се тепа за кути и така. И како го решија тие студентското организирање? Тие го решија студентското организирање со тоа што викаат, ај сега ние ќе укинеме демократија и ќе направиме, вика, делегатски систем. И сега исто е, само сега на факултетите кои бираат делегати внатре, таму е тапачката партиска, па потоа тие делегираат и бираат лидер. Во тој дампинг со простор СДСМ тогаш го инсталираше овој Боријан Ефтимов како прв лидер во тој меѓу простор и сега еве го он прави протести, нели, па ги собира од една страна студенти, од друга страна некои други. Суштината на студентите, која треба да биде главната студентска битка? Студентите во Македонија треба да се борат за дерегулација на студентското движење. Односно, студентското движење нема што да бара во институциите на системот како што е ректорат, па они тамо да одлучуваат, па тоа да биде вака и така. Студентите едноставно треба секој ден да се имаат одредени барања, да се организираат хоризонтално. Јас сум против хоризонтално политичко организирање, но тоа е единствено функционално кај студенти.
Затоа што тоа се млади луѓе, тоа се луѓе кои не почитуваат авторитети и така натаму. Тие треба да бараат дерегулација на студентското движење, а не да се занимаваат со вакви прашања за кои немаат ни експертиза, немаат ни знаење, немаат ни... Ја не викам да не оддаваат почит, ама сега да ми правиш ти мене протести, да ми палиш држава во ваква ситуација... Не, пази што се случи. Значи, студентите тоа што го следам. Сега јас не сум студент и... Апсолутно. Глупо би било да глумам дека ги познавам детално работите, од страна гледано, пази што ми се случи. Има легитимна критика према начинот на кој што студентското организирање функционира. Дали се во право или не, јас не го коментирам. Ама критиката се легитимна, со секојат незастапен и тоа е фер. Пробуваат да се организираат на алтернативен метод. И што се случува, им влага од левица и ги расцепкува. Разбираш? Левица за власта одработува таму. Па сакали или не, киле да. Така излегува некај. Така излегува. Не за власт, него фактички го обезбедува статус квото бркајќи политички поени. Наместо достава да се организираат, можеби нешто ќе произлезе од студентското движење. Ме разбираш? Може ќе има некој, може ќе најдат компромис, може ќе се изборат за промена на моделот на кој што се организираат. Ама не, овие влегува, ги расцепка, сега си или си со едните или си со другите. Сега не знаат ни дали ќе се собираат денеска, дали нема да се собираат денеска и што е постигнато? Ништо. Си расцепкал студентско движење, зашто? За политички поени, зашто локални се ближат. Бранко Ристов, ти благодарам, тука негде е крајот на оваа емисија. Одличен разговор, се надевам дека наскоро ќе се видиме пак. Почитувани слушатели, дали ќе се собираат или нема да се собираат е неважно, затоа што надвор врне, а една капка дожд многу често го како се вика, го прекинува хероизмот на македонецот. Тука е негде отприлика нашата издржливост. Жално е што е така, жално е што многумина се обидуваа политички да профитираат на се ова, оно што треба да го направиме е сите да се разбудиме. А разбудени луѓе многу посвесно размислуваат и разбудени луѓе не се занимаваат со лигавење во овие тешки моменти, туку се занимаваат со изнаоѓање на трајни решенија кои можат да ни спасат многу животи. Вакви трагедии во историјата имало многу и сите завршиле со тоа што системите од внатре пронашле методи како овие работи да престанат да се случуваат. За прв пат во поновата историја не имаме трагедија од овие размери, имаме трагедија која е ужасна, имаме одредена институционална реакција, нели, апсење на луѓе која има дури и преголем замав. Здравствените власти многу објективно констатираат дека ние немаме капацитети и брзо обезбедија овие луѓе да се однесат во странство и тоа е добро, затоа што на крајот од денот тоа е единствениот начин како овие луѓе можеме да ги спасиме. Брзо реагиравме, ни помогнаа многу србите, ни помогнаа многу бугарите, огромна благодарност до нив, ни помогнаа европските земји, ни помогна Австрија, ни помогна Хрватска, да не ги набројувам. Од големите сили Франција и Германија нешто многу не ни помогна Велика Британија која овде има експерти и тоа е добро. Во овие моменти пак може да видиме и кои ни се пријатели покрај Македонија, денови на жалост имаше во Србија, имаше во Бугарија, имаше во Босна и Херцеговина и Црна Гора. Ова пак може да ни биде една поука која од соседите најмногу се соживува со нас. Останете со 98,1, се гледаме повторно утре кога заедно со мене во студиото е Искра Коровешовска.